Драги пријатели, вечера сме овде во Лозово. На 24 март, победничка партија и коалиција во Република Македонија беше ВМРО ДПМНЕ со упедливо мнозинство од граѓаните на Република Македонија. Прва атмосфера што ја гледам овде, гледам дека на 7 април и Лозово ќе се приклучи на победниците, на победничката коалиција и на коалицијата и партијата која што носи победи и успеси на секаде низ Македонија. На 7 април ќе го избереме сегашниот и иден градоначалник на општина Лозово, Орце Цветковски. Драги пријатели, Орце во минатите 4 години имаше многу тежок мандат. Тој наследи буџет со 14 милиони денари блокирана сметка. Тој што не му е јасно што тоа значи за оваа општина, ќе кажам дека годишниот буџет на општината е 10 милиони. И со се плати, и со се придонеси, и со се даноци, и со се сметки за струја, за вода, за се што има општината да плати, е 10 милиони. Можете да замислите колку време му беше потребно на градоначалникот да ја изврши од каута во која што беше западната општината, да ја изнесе на прав пат и да може да направи нешто во таа општина. Тој наследен долг не беше паднат од небо, тој преходно некој го направил. Некој го направил, а го оставил друг да го решава. Затоа велам, Орце имаше исклучително тежок мандат. И вие тоа добро го знаете. Тој се трудеше, работеше, создаваше, правеше од ништо нешто, само и само да ја издеше општината и заедно со владата нешто да се направи за Лозово. И никогаш да не дозволиме повторно да имаме градоначалник кој ќе заглави општината, ќе ја блокира со огромни долгови и ќе ја остави на некој друг. Тоа ВМРО ДПМНЕ нема да го дозволи и тоа Лозово нема да го дозволи. Драги пријатели, и во таква тешка ситуација успеа градоначалникот да ја основа индустријската зона во Лозово во обем од над 16 хектари, во која се очекува во иднина да доаѓаат инвеститори, да градат и да отворат нови работни места. Тоа е нашата политика. Владата да се бори максимално да привлече инвеститори, независно дали се домашни или се странски. Важно е да отвораат вработувања. Но за да се случи тоа, треба на секаде низ Македонија, во секоја општина, вклучително и овде во Лозово, да се направи добра зона индустријска во која што инвеститорот ќе се чувствува пријатно и комодно да инвестира во таа зона. Тоа е веќе започнато и тоа е одлична работа, градоначалникот имаше слух и јас сум убеден дека во наредниот период ќе се најдат инвеститори и ќе почнат да инвестираат во таа зона. И ние како влада ќе работиме на тоа. Ќе бараме, ќе ги убедуваме, ќе ги носиме тук. Втора значајна работа е што се успеа да се изгради канализација во должина од 2,7 км во населеното место Карадманово. Исто така, градоначалникот успеа да ги реконструира делови од училиштата во Лозово и во населеното место Дорфулија. Поставени се и вишњаци на улицата во Лозово, реконструирани се тротоари во должина од 500 метри. Изградени се трибини и ново осветлување на игралиштето во Дорфулија. Направен е нов цевковод и заменети се старите азбестни цевки во Карадманово во должина од 2000 метри. Изградена е дел од фекалната канализација во Дорфулија. Поставена е атмосферска канализација исто така во Дорфулија. Асфалтирано е игралиштето во Карадманово. Со подршка на владата реализирани се и други проекти, но во заедничка соработка со Орце Цветковски. Без неговата помош и соработка немаше да можеме да го направиме тоа. Се успеа да се асфалтира патот Карадманово, Дорфулија со подршка на владата и со подршка на градоначалникот. Се асфалтираше и патот Милино Ѓуземелци со подршка на владата и со директна подршка и учество на градоначалникот и советот. Изградено е фудбалското игралиште во Лозово. Почната е изградбата на монтажното училиште во населеното место Карадманово со подршка на владата и други проекти кои беа во програмата, но и проекти кои беа надвор од програмата. Драги пријатели, ние ќе продолжиме и понатаму со заеднички сили, сега кога веќе општината е поставена на здрави нозе. Со овој човек што го имате за градоначалник,
во овие 4 години, кој домакински се однесуваше кон општината и општинските средства. Ќе продолжиме со него да бараме решенија за што повеќе проекти и за исполнување на проектите кои се ветени во неговата програма. Оцет Цветковски е човек кој внимателно ветува, но кога ќе го вети тоа, тој го стварува. Ние сме исто таква политичка гарнитура. И ние во наредните 4 години ќе стоиме зад него, ќе помагаме колку што можеме, се со цел Лозово и сите населени места во Лозово да добијат повеќе проекти кои што ќе го подобрат квалитетот на живот на сите вас кои живеете во оваа општина. Тоа е наша обврска, тоа е наша мисија и тоа е начин како ние работиме. Така и ќе продолжиме да работиме. Драги пријатели, вие добро знаете дека до доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт во 2006 година, СДСМ претходно, со истечок на една година, ништо не даваше за земјоделците како субвенција или било каква друга помош или подршка. Единствено во 2006 година, пред изборите, ептен пред изборите, под притисок, демонстрации, протести пред владата од страна на земјоделците, едва и успеа некако да најдат 5 милиони евра да ги распределат на сите земјоделци во Македонија, во што не знам дали нешто допре тука и до Лозово, бидејќи на кого побрзо од тие 5 милиони. Ние денеска распределуваме 135 милиони евра за македонското земјоделие и за македонските земјоделци. Тоа е неспоредлива подршка од времето на СДСМ и тоа само од таа година кога под притисок дадоа 5 милиони. Да не збориме за 2005, 2004, 2003 кога банка не дадоа за земјоделци. Затоа што ги рачунаа за некоја последна класа, на која нема што да се помага. Таа е работничка класа, таа треба да ора, да копа, а ние у Скопје таму некоја како демек привилегирана класа. Тоа време помина со доаѓањето на ВМРО ДПМН и на оваа политичка гарнитура. За нас, земјоделците се приоритет. Се сеќавате како на почетокот на нашиот мандат, представници на СДСМ на телевизија не критикуваа дека сме биле земјоделска влада со црковно-конзервативна провененција и дека сме направиле земјоделски буџет и дека тоа било штетно за државата, дека тоа СДСМ никогаш не би го дозволил и дека правиме лоши потези. Ние ги слушавме и си рековме толку им е умот. Не само што дадовме во таа година, 2007 беше тоа, 25 милиони евра, првата година дадовме 25 милиони евра, значи од 5 на 25, туку продолживме секоја наредна година да даваме нови износи и многу поголеми од претходната година. Веќе во 2008 година не 25, нови 45 милиони евра. Веќе во 2009 година нови 70 милиони евра. Во 2010 година нови 100 милиони евра и тоа во сред криза светска и европска која што ги снајде сите држави во Европа и им ги намали буџетите на сите држави. Сите мислеа дека тука ќе застанеме, ќе клапнеме, нема да можеме понатаму да даваме толку средства за земјоделците. Ние на тоа одговоривме со друго. 2011 година 115 милиони евра нови за земјоделците. 2012 година нови 130 милиони евра, оваа година нови 135 милиони евра. Тоа е нашиот однос кон земјоделецот. Тоа не значи дека нешто не сме сгрешили. Не значи дека немаме некои пропусти. Не значи дека немаме некои слабости. Примаме критика, ја слушаме, гледаме да се коригираме. Но генералната слика, главната слика е дека оваа политичка партија ВМРО ДПМН и нашата коалиција даваме не максимум, туку неспоредливо. Не можеме да се споредуваме со СДСМ, бидејќи тоа е толку малку што е неспоредливо. Можеби можеме со други држави да се споредуваме. Колку даваат во Бугарија, во Србија, во Хрватска, да, треба да седнеме и да се споредуваме. Но со времето на СДСМ не можеме да се споредуваме. Затоа што огромна е разликата и што е најлошо, тие не критикуваат зошто тоа го правиме. Затоа и овде во Лозово и на секаде низ Македонија ќе се покаже и на 7, не само на 24 март, што мисли народот за тоа и ќе осетат уште еднаш што значи народна казна од народот кој работи, кој се мачи, кој копа, кој заработува на тежок начин, ти да му викаш многу даваат за него, тргнете ги земјоделците на страна. Затоа на 7 април Оцет Цветковски ќе ја добие поддршката за ВМРО ДПМН да може и понатално да помага на секаде каде што може, вклучувајќи и на земјоделците. Драги пријатели, тука знам добро дека главниот проблем во последниот период во Лозово е џумајлија.
Сите знаете што се случи со Џумаилија, приватниот собственик што направил, во какви долгови ја донел, со какви криминали се занимавал, на крајот еве го гледаме избеган во друга држава, се крие од нашите истражни органи, ја пропадна фирмата, остави голем број вработени на улица. Ние не застанавме во ниту еден момент. Не само што си течи таа истрага против него, ќе си течат и судски процеси, тоа е една работа. Тоа си работа на истражните органи. Но, економскиот тим на владата веднаш почна со работа за што побрзо да заврши агонијата. Бидејќи луѓето што работеа таму се чувствуваат во агонија и ние тоа го разбираме. И многу од нив се лути зошто побрзо не се завршило. Но сакам да ви убедам, брзаме колку што можеме максимално. Меѓутоа има законски процедури, има законски работи кои што има процес, законски недели, месеци, денови во кои што мора да се иструкаат некои работи. Најпрви што направивме, отворивме јавен оглас за да прибереме интерес, да видиме кој е заинтересиран за концесија на 5.500 хектари земјиште, за да може повторно да го етаблира, да го воведе работењето тука, да ги врати луѓето на работа, а ако може и да вработи повеќе. Се јавија многу компании и сега сме во фаза на разговори и преговори со компанија која што понуди најмногу. Испратени е веќе договор да го разгледа, да го анализира и доколку се усогласиме да го потпише. Значи сме во таа фаза кога компанија меѓународна, крупна, голема, таква голема немаме во Македонија. Дури една, можеби немаме ни на целиот Балкан така голема компанија, се заинтересира и поднесе понуда, во која што понуда ветува компанијата дека ќе вработи во 3 годишен период, да бидам прецизен, во 3 годишен период од како ќе се потпише договорот, дека ќе вработи минимум 2000 луѓе, дека ќе инвестира минимум 200 милиони евра. Дека ќе инвестира исто така во набавка на крави во количина од 20.000, дека ќе изгради фабрика за сточна храна и дека ќе изгради млекара. Ние ги прашавме кои се вашите цели, затоа што сето ова не изгледа многу. Изгледа навистина многу. Знаеме колку вработување имаше преходно во Џумаилија, знаеме колку беа капацитетите и сега одеднаш многу повеќе. Им кажавме немојте да не лажите, бидејќи ние одговараме пред луѓето. Времето лета, ние излегуваме, збориме, не сакаме утре да излеземе дека ги изважавме или дека им даваме лажна надеж. Тие ни одговорија дека нивниот план не е да продаваат млеко и сточна храна само во Македонија, туку дека од Македонија сакаат да ја покриваат цела Европа. Така, гледано, има логика целата работа. Меѓутоа, преостанува да се завршат преговорите за потпишување до договорот и да се потпише договорот. Ако успееме со оваа компанија која ветува многу, одлично. Ако не успееме, пак има надеж, затоа што има и други заинтересирани, и тоа не малку, и работата ќе се заврши. Знам дека во меѓувреме ви е тешко на многу од вас, знам дека со нетрпение чекате, знам како изгледа да се биде невработен, и јас кога заврши со студии, неколку месеци бев без работа, знам како изгледа тоа, не е лесно, меѓутоа правиме максимум што можеме. Директно како влада сме вклучени да најдеме побрзо решение. Јас лично, Зоран Ставевски лично, секоја недела се јавуваме, подсетуваме побрзо и на тие потенцијални инвеститори и на сите што се вклучени. Со Орце се слушаме постојано. Орце нема 2 недели да поминат да не подсети. До каде сте? Луѓето не можат да издржат. Побрзајте. Знам дека има процедури, ама барајте решение побрзо, овде им е тешко на луѓето. Добро е тоа што го прави така, така треба, меѓутоа верувајте дека и ние правиме се што можеме. Така, драги пријатели, со сите овие работи. Сакам да ве повикам на 7 април да ни дозволите да можеме да продолжиме да соработуваме со Орце Цветковски, да можеме да работиме на сите овие нови проекти. Бидејќи ако дојде друг градоначелник од СДСМ, политиката на нивната партија е да кочат се што можат што е од владата. Ај што владата нема да може да реализира проекти. Но проблемот е што тие проекти што треба да ги реализира владата не се за никој друг, туку за сите вас тука што живеете. Кој ќе биде тој што ќе губи, пак народот ќе биде тука што ќе губи.